осамничениот за убиството на Јанушев 2 години не можеше да биде пронајден од страна на полицијата. Дали има недостаток во постапувањето на службите, бидејќи 2 години не можевме да го најдеме, а сега сам се пријавил во полиција. Каде лежи проблем? Видете, неколку пати разговараме на вакви теми и треба да знаете дека било каква истрага, а особено истрагите кои што се однесуваат на кривичните дела најтешки, не се истраги кои што се прават по некаков проект или план. Тоа можете да правите зграда, можете да правите улици, таму е предвидено колку и за колку време треба да се направи. Важно е истрагите да бидат темелни и да бидат истраги кои што ќе ги утврдат сите факти и докази. Така да и пријавувањето и обезбедувањето на убиецот на Јанушев е процес во кој што беа вклучени не само полицијата, туку и други институции во државата, и важно е дека денеска ние го имаме убиецот на Јанушев зад решетки, иако тој беше расчитен случај и беше соопштен на јавноста кој е убиецот, како е извршено тоа дело. Знаете, до вчера се поставуваше прашањето зошто тој не е во притвор, а денеска откако е на заслужена казна, истите луѓе го поставуваат прашањето сега зошто после 2 години. Важно е правдата да ги стигне сите. Вие знаете дека тоа убиство е расчистено веднаш после случувањата, меѓутоа требаше се преземат многу други действија за да дојдеме до ова што денеска го имаме, тој да биде дел од правдата. Дали е точна информацијата дека тој сам дошол во полициска станица? Не, точно е дека е обезбеден и дека со полицијата е спроведен во шутка, односно во затворот Скопје, а постојат, реков дека многу работа и многу труд на сите служби и во полицијата и во други институции за да дојдеме до тоа што го имаме денес. Косовски најавивте намалување на казната за соодветни прекршоци, од кои вклучени оваа мерка, дека расте бројот на жртви во патишта? Најавив заради тоа што ние мораме да се согласиме со законот за прекршоци кој што е донесен, и ако го видите законот за прекршоци, ќе видите дека некаде во ноември месец ние мораме да бидеме сите усогласени во делот на прекршоците. Тоа е првата работа. Второ, намалени се казните заради тоа што тоа беше еден од проектите на владата, односно во програмата на владата за работа. И трето, ќе го видите и ќе го анализираме сите заедно новиот закон за безбедност во сообраќајот на патиштата, кој што денеска го потпишав и го доставив до владата. Таму постојат одредени прекршоци кои што пред се ги тангираат возењето под дејство на алкохол, недавањето првенство на минување и алкохолот, односно и прекумерната брзина. Тоа се прекршоци за кои што се предвидени посебни казни и посебни начини на постапување, се со цел да ги сузбиеме тие појави кои што ни се за жал такви какви што се, меѓутоа верувајте дека сите заедно ќе мораме да поработиме околу подигањето и на јавната свест, а законот само ќе биде еден дел од решавањето на целиот овој проблем. Јас не сум ја слушнал изјавата на премиерот, меѓутоа ние како држава направивме навистина се што требаше да биде направено за да добиеме датум за почетокот на преговори, односно да ја добиеме одлуката за преговори, кога се разговара за тоа дека Македонија ги исполнила сите тие критериуми и дека очекува тоа што го има завршено и одработено да го добие. Ние навистина го очекуваме тоа на 17 на 18 да се случи, така да јас би оставил до утре или задутре да почекаме, па можеби сите заедно ќе се радуваме на големата победа на државата.